Лилијан Затуровски. Комисијата за транспорт, врски и екологија денес одржа јавна расправа по однос нацрт просторниот план за Националниот парк Пелистер за период 2016-2030 година, на која што учествува представници од Министерството за животна средина и просторно планирање, како и од Агенцијата за просторно планирање, како изведувач. Присуствува и представници од општина Битола и невладиниот или граѓанскиот сектор кој што ги третираат овие проблематики. Имаше една исцрпна дискусија на која што беа искажани поточно поставени одредени прашања по однос содржината на документот. И треба да пофалам дека после еден период од 3 години за среќа Министерството за животна средина веќе се буди од зимскиот сон и ова е првиот документ кој што го имаме добиено како пратеници во Собранието на Република Македонија, конкретно од ова министерство, како предлог нацрт просторен план на Националниот парк Пелистер. За еден сериозен проект, за еден просторен план кој што се однесува на Националниот парк Пелистер, најстар национален парк во Република Македонија, прогласен за заштитено подрачје од 1948 година. Имав одредени дилеми кои што ги образложив на јавната расправа. Еве би сакала накратко да ја информирам јавноста и колегите пратеници во врска со забелешките кои што ги имав. Иако планот треба да содржи нели идни проекции од секој аспект кои би биле базирани на сегашни реални ситуации, но се разбиле и на претходни статистички податоци, сепак се воочува фактот при читањето на овој документ дека како основа се користат исклучиво само податоци од поодминати периоди, истовремено недостасуваат податоци од последните години, што навистина го прават дискутабилен, односно недоволно разработен овој нацрт просторен план, а секако ќе се сложите кога се работи за еден ваков стратешки документ кој што треба нели во иднина да планира, да предвидува, да сугерира просторен развој за период, говориме од 15 години, во регион кој што, како напоменав, се третира како национален парк, не смее да биде базиран на факти од пред 15, 20, па дури и 50 години, бидејќи ќе се сочини со погрешни проекции и би се превзеле погрешни чекори во насока на заштита и планирање на просторот. Конкретно во делот 3.4 социоекономски аспекти, одредени табели содржат и се базираат на податоци од подписите од 1961 до 2002 година, а некои се заснуваат само на податоци од пописот во 2002 година. Поточно наведените табели се однесуваат на бројно движење на население по населени места, период од 1961 до 2002 година, бројно движење на население период 1961 до 2002 година, вкупно население во 2002 година, етничка структура на населението по населени места во 2002 година, религиозна определба на населението по населени места во 2002 година и така натаму. Неспорно е дека се користени официјални статистички податоци кои што се добиени од државните органи, кои што нели се и основа при концепирањето на овај просторен план, но во случајот првенствено мора да се има во предвид дека се работи за сериозен плански пред се иден документ кој ќе има важност до 2030 година, па од тука се размислува дали во подготвувањето на овај документ се оди од база на сериозност и стручност или само се оди од факт дека треба да се донеси еден ваков документ на брзина, вака концепиран, бидејќи имало финансиски средства во буџетот 2016-2017 година или заради тоа што ова било предвидено во програмата на владата. Ме интересира зошто во поедини табели се ставени податоци за анализа исклучиво во периодот 1961-2002 година, а во други табели само податоци во 2002 година, без да се земат во предвид останатите
постојни статистички податоци кои што верувам Државниот завод за статистика ги има. Исто така, верувам дека доколку ги има, верувам дека Агенцијата за просторно планирање, доколку сакаше да изработи еден веродостоен документ кој што се базира на реалните ситуации, тогаш ќе требаше да превземе и други чекори во насока на тоа да не се базира на податоци од пред 50 години. Повторно ќе кажам зошто изготвувачот не го ангажирал Државниот завод за статистика или соодветна стручна и релевантна институција која би изготвила комплетно реална анализа на терен за последните години, 2016, 2017, 2018. Ваквата теренска анализа, верувајте, не би била сложена и долготрајна со оглед на малиот број на население кој што живее на овие простори, а на ваков начин ќе се добие реални податоци за споредување, а не само според проценките по методот кој што е наречен старосна структура од Битола, кој што е користен во планскиот документ и ќе се сложите со мене, сепак не е релевантен индикатор кој што може да се користи при изработка за еден ваков документ. Според вака третираниот плански документ, податоците во делот население исто така се со дискутабилна реалност. Важноста на овој податок е исклучителен, бидејќи е основа за многу делови од овој просторен план, како например развој на населбите, нивното урбанистичко и архитектонско обликување, основно образование, здравство, економски аспекти, туризам и така натаму. Генерално се наметнува заклучокот дека изготвувачот овој просторен план истиот го изготвувал без соодветна теренска анализа, иако, верувајте, Агенцијата за просторно планирање има голем број на кадри кои што ги има вработено како стручен кадар, кој што би можел теренски да излеза, да ја констатира реалната ситуација, за пред нас денес да имаме навистина еден издржано, сериозен просторен план кој што треба за периодот од 15 години да ни ја го предвиди развојот. Исто така наведеното горе која што го искажав доаѓа до израз и во делот 3.4.2 населби каде што изготвувачот користи податоци од доктор Николовска, Маловишта, архитектонско-урбанистички вредности 2014 година, без да ја констатира и моменталната теренска ситуација. Значи, ако заклучиме, ние како пратеничка група дадовме пас на овој нацрт просторен план за националниот парк Пелистер, бидејќи е во фаза на нацрт, сметајќи дека сите оние забелишки кои што беа искажени на јавната расправа ќе си најдат соодветно место во планот, во просторниот план, бидејќи сериозно треба да се предвидуваат политики, стратегии за просторно урбанистичко планирање, како што кажуваат и предлагачот, дека овај просторен план ќе треба да биде основа за изработка на другата планска документација од понизок ранг, така да сите релевантни информации кои што се наоѓаат во истиот треба да бидат базирани на една сериозна обсервација, не во периодот од пред 20, 30, 50 години, него сериозна, реална ситуација која што ја имаме на терен. Така да, уште еднаш ќе потенцирам, ние ќе гласаме за овој нацрт просторен план на Националниот парк Пелистер 2016-2030 година, заради тоа што навистина е стратешки документ од исклучително значење и верувам дека сите тие забелешки во фазата на доизготвување ќе си најдат соодветно место. Ви благодарам.